И еве не во вистинско време, кога сакам да ја поздравиме ова утро мојата колешка Ирина Спировска, особено пак нејзината соговорничка ова утро, колку што знам, Иренче, добро утро, ти посакувам среќен ден. Благодарам, добро утро и на тебе, Суза. И голем поздрав до тебе и се разбира до драгата Ксенија од Просветно дело, со која што верувам дека ќе им дадеме многу корисни информации во месецот на книгата. Повелете. Поздрав уште еднаш до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Утринава се јавуваме од книжарницата на Просветно дело во Даймонд Мол. Причината е да го значиме стартот на месецот на книгата, кој традиционално се одбележува од 15 октомври до 15 ноември. И во рамки на месецот на книгата се разбира во сите училишта, библиотеки, во општините се организираат низа активности со цел да се популаризира читањето и да се поттикнат младите што почесто да уживаат во литературните изданија. Со Ксенија Маказлиева Трајчева, главен и одговорен уредник на повеќе детски списања, автор на детски книги, зборуваме токму на оваа тема, бидејќи Ксенија, вие сте директно вклучени во сите овие многубројни активности кои што би рекла дека со радост ги дочекуваат и токму основците на кои пред се има наменета оваа активност. Јас често знам кога ќе влезам во училиште да ги прашам децата колку месеци има годината и нели нормално тие ќе речат 12 и ги набројуваат, меѓутоа ги прашувам дали знаете дека постои уште еден месец кој што е скриен меѓу тие 12 месеци, е 13 месец и тие остануваат секако зачудени и после тоа нели доаѓа одговорот дека од 15 октомври до 15 ноември секоја година се одбележува месецот на книгата. Добро утро до сите ваши гледачи, еве на стартот на еден необичен месец, скриен меѓу тие 12 месеци, секогаш има многу интересни активности, почнувајќи од градинките, завршувајќи во средните училишта, па и на факултетите, каде што книжевноста изучуваат студентите и тие секако се моделираат, се упатуваат како треба да се одбележи месецот на книгата. После 35 години во издавачката дејност, со многу искуства, со многу работилници, со многу средби, можам да кажам дека читатели имало, има и ќе има. Секогаш има деца, секогаш има возрастни, секогаш има тинејџери кои што читањето им е блиско и им е блиско исто така и убавопишаниот збор и тие се секогаш присутни на сите литературни конкурси кои што се организираат, особено и во чест на месецот на книгата. Сега во овој период во сите библиотеки, во сите училишта течат конкурси и темата е секако книгата, читањето, убавопишаниот збор, што е секако поттик плюс за развивање на љубовта кон книгата. Колку и да има читателска публика, колку и да се негува таа љубов кон пишаниот збор, сепак добре дојдени се ваквите активности и обиди да се мобилизираат што повеќе младите генерации, да држат книга во рака, наместо да го поминуваат времето со телефоните в рака, со нивните таблети и пред компјутерите, а за среќа толку е голема понудата на изданија, на детски книги, што на вистина може да се најде по нешто за секој вкус. Какви активности всушност, Ксенија, ќе се одвиваат сега во предстојниот период, односно во месецот на книгата? Така е. Знаете, како нас возрастните ни е најлесно да кажеме, децата ги сакаат телефоните, ги сакаат компјутерите, ете не читаат, младите генерации не читат, но тоа е само оправдување за нашата неактивност, нашата неажурност. Клучот е во возрастните. Ако вие на децата им понудите интересни содржини, интересни предизвици во моментов вклучени со читањето, со книгата, со развивање на љубовта кон убавопишаниот збор, тие верувајте, така да речем, се фаќаат на мамката, затоа што не дека не сакаат да читат. Не е дека не ги сакаат предизвиците, но треба да се прилагодиме на новото, на современото дете. Вие знаете дека постојат и многу електронски изданија, но сепак, како има постови, многу може да најдете денови по социјалните мрежи, како родителот или наставникот му подава книга на детето и му вика, не ти треба пасворд, само отвори ја
отвори ги страниците и секи открие што те интересира. Точно тоа, значи библиотеките во училиштата, јавните библиотеки, наставниците по книжевност, оделенските наставници се тие заедно со родителите кои што треба да им ја предочат предноста од читањето, од тоа што значи книгата да имаме в раце пред заспивање или во текот на денот или кога сме на одмор или на пауза и така натаму. Затоа и се организираат овие активности. Денешните деца сакаат интеракција. Денешните деца сакаат да го кажат тоа што го мислат. Денешните деца не се пасивни слушатели. Денешните деца сакаат активно да бидат вклучени во тоа што вие им го зборувате, да го кажат своето мислење. А тоа е многу добро, затоа што ние возрастните на тој начин го слушнуваме нивниот пулс и се обидуваме да им се приближиме. Тоа го правиме преку списанијата за деца Росица, Другарчи и Развигор, кои што се предсе литературни списанија за деца, можеби првиот чекор, првиот допир со литературата за деца е токму во тие списанија, тука ги откриваат авторите за деца, за подоцна да се регрутираат во сериозни читатели и да бараат бестселери како од наши автори, така и од странски автори. Така што бројни работилници, еве јас веќе имам закажано неколку, утре сме веќе во Јан Хајнрих Песталоци во училиштето со децата од прво до трето оделение, ќе бидат сите вклучени. Договорени сме во Куманово за работилници, со Велес се договараме, месецот е долг, месецот на книгата, значи тоа е месец кој што е секојдневно полн со активности и се надеваме на многу работилници со децата, се со една единствена цел да се промовира книгата и читањето, но и самите да се мотивираат да творат и утре да бидат на мое место и на место на сите мои колеги. Месецот на книгата е чинам одлична можност да се подсетат и возрастните колку е важна детската книга во еден дом и наместо да се трошат пари, да се купуваат разноразни играчки кои што најчесто ќе завршат некаде скршени и ќе се фрлат, што почесто да на своите најмали и најмили да им купуваат на подарок книги. Тоа е одличен подарок и кога се оди на роден ден кај некој другарче или кога сакаме некому на вистина да му подариме нешто што ќе го користи неговото братче и сестриче. Колку имаме навики да купуваме детски книги? За среќа да, имаме, затоа што новите книги, особено за помала возраст, за таа предучилишна, се така концепирани и спакувани што се и книги и играчки во исто време, затоа што имате аудиосликовници, имате аудиовизуелни сликовници, имате книги во кои што имате QR кодови, па може да ги скенирате и да ја слушате содржината внатре. Имате звучни сликовници преку кои може да ги откриете како се гласат животните или автомобилите, имате звучна азбучна сликовница, значи тоа е оној чекор, нели, меѓу книга и играчка, кој што полека ги привлекува децата во светот на книгите. Играњето е најважно, нели, посебно за младата популација. Меѓутоа, фантазијата се развива токму со читањето приказни, со стварање навика да се чита. И сега, ако во едно семејство родителите имаат навика да читаат, ќе имаат и децата, и затоа е многу важно да се работи на создавање на домашни библиотеки. Токму поради тоа и ние започнавме една кампања во чест на нашиот юбилеј 80 години од првото списание, 80 години од првиот буквар, ете да организираме советувања со наставници, со родители, со библиотекари, како да се зголеми фондот на библиотеките, како да се привлечат децата во училишните и во јавните библиотеки, но и да се дадат насоки колку е важно да имаме и домашни библиотеки. Затоа што книгите остануваат за секогаш. Јас имам еден мој личен пример, една Библија која е постара од 100 години, кој што братот на мојот дедо му е подарил по некаков повод и ете таа книга некако остана кај мене, посветата стои, спомените стојат и знаете кога имате книга со посвета, со датум, кога што се случило, тоа е еден вид историја и семејна, но и национална, затоа што книгата никогаш не губи на вредност и секогаш ги чува спомените на едно време, на едно семејство, на една генерација кои што се пренесуваат од колено на колено. Кога веќе ги спомнавме домашните библиотеки, вие решивте на стартот на месецот на книгата да ја збогатите домашната библиотека на некој од нашите гледачи, што е тоа што просветно дело денес им подарува на гледачите на Алфа. Како што рековме, домашните библиотеки мора да се збогатуваат, но и да се читаат книгите кои што ќе бидат меѓу рафтовите на тие библиотеки. Ова утро, еве во чест на месецот на книгата, се одлучивме да дадеме подароци за сите генерации
наслови. Ќе почнеме со возрастната публика, една книга од Исидора Биелица, Што посакуваат жените. Чинам дека овој наслов да заврши и во машки и во женски раце, ќе биде корисен, еден бестселер, една авторка која што е многу популарна на овие простори, верувам дека сите ја знаат и верувам дека оваа книга ќе ја оплемени било која библиотека и било чеј дом. Втората популација на која што ќе се обратиме денеска е тинејџерите, значи една нова едиција на едно девојче Валентина која што има 14 години, која што учи во средно училиште и која што се соочува со сите предизвици што ги носи нели младоста. Тоа се 3 наслови. Еве вака провокативно, првиот Бакнеш никогаш не се заборава, доаѓаат големи новости, што може да биде голема новост на таа возраст, и ветувања и лаги. Знаете, во тој период има многу ветувања, но и многу лаги во наводници, да речеме, затоа што тоа е период кога се осознаваат вештините на животот, кога се откриваат тајните и кога најчесто децата се соочуваат самите со себе, но и самите родители. Затоа овие 3 изданија кои што дадат во еден сет за тинејџерската публика е добро да ги прочитат и родителите, не само децата, и да не ги заборавиме најмалите, тие што се во предучилишна и рано училишна возраст. Чинам дека најмногу ги сакаат и обожаваат животните и затоа една збирка на приказни за животните која што е спакувана токму за таа возраст со мек повест да биде достапна за децата и ете, приказни за добра ноги во секое семејство кај што има помали деца. Јас ви благодарам во име на нашите гледачи, а нив ке ги потсетам да ги земат телефоните в рака, да се јават во нашата режија. Првите тројца што ќе се јават, ете, го добиваат овој убав подарок од просветно дело на самиот старт на месецот на книгата. Ксенија, вам ви благодарам за соработката, за остапеното време. Ви посакувам успешна реализација на сите предвидени активности во овој долг, убав и интересен месец, месецот на книгата, а верувам дека ќе продолжиме да соработуваме и понатаму, затоа што вашите активности не престануваат во тек на целата година. Ви благодарам на поканата, ви благодарам што заедно го отворивме свечено месецот на книгата и само да подсетиме дека овие изданија може да се ги подигнат во книжарницата во Diamond Mall во Скопје. Ако веќе станува збор за добитници надвор од Скопје, ќе бидат од наша страна испратени во книжарниците во градот од кој што се јавуваат нашите гледачи. Нека ни е честит, со среќа и полн со активности месецот на книгата и да имаме што повеќе читатели од сите генерации. Ви благодарам уште еднаш. Нека е честит месецот на книгата. Вие секое слободно време што го имате, потрудете се да го искористите со книга в рака, а особено потрудете се таа убава навика да им ја всадите на вашите најмлади членови на семејството. Слушнавте дека добитниците на книгите треба да го посетат Diamond Mall и книжарницата на просветно дело, која се наоѓа на најгорниот кат, за да ги подигнат подароците. Ние тука се одјавуваме или може би Суза, ако имате некое прашање од студио? Одлична можност. Јас жалам што времето не ни дозволува да поставиме прашање, но секако ќе го посетиме. Просветно дело на најгорниот кат, убавата книжарница во најновиот мол. Ирина, поздрав и благодарност голема за ова утринска информација, бидејќи стартува месецот на книгата,